Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секогаш сум јас тука како ваш домаќин Виолета Петровска-Перич и секако оние мои соговорници со кои што се обидуваме да ги реализираме овие емисии, секако со нив да доставиме и информации до вас. Некаде беше на почетокот на октомври, оние кои што следат редовно Ваш термин веќе сигурно се сеќаваат, ми гостуваше Даниел Тодоровски од Националното здружение Храбро срце. Тогаш го најавивме почетокот на првата кампања што тие организира. Таа кампања одеше некој месец, сега веќе не оди, меѓутоа тука е повторно со нас во студиото за да ја најавиме, за да го најавиме всушност вториот дел од кампањата која што тие ја организираат како Национално здружение. Да подсетам само, кампањата имаше мото "Дарувај орган, спаси живот" и целта е, нели, секако сите оние кои што не следат, некако да делуваме на сите вас, да се подигне свеста за дарување органи, бидејќи на некого навистина тоа многу му значи и навистина значи живот. Со мене е повторно и денес во студиото господинот Даниел. Даниел, добре дојде и ве поздравувам и благодарам што еве денес сте повторно со нас овде во Ваш термин. Благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. И драго ни е на сите во здруженијето што имаме навистина одлична соработка со вашата национална телевизија куќа. Така, уште првиот пат кога гостувавте, јас кажав дека и јас како новинар и нашата телевизија ќе го поддржува сето она што вие ќе го работите, а треба да се пласира преку медиумите. Ајде вака сега да ни кажете, првиот дел од кампањата помина, така речено. Да. Сега тука сте за да го најавиме вториот дел од кампањата, па какви се резултатите од првиот дел на кампањата која што стартуваше 22 октомври? Па вака, нашиот први дел од кампањата стартуваше на 22 октомври и заврши на 22 декември. Навистина сме пријатно изненадени од одзивот на таа кампања од нашите сограѓани и во Скопје и во целата наша држава. Морам да кажам дека навистина нешто малце, отворено зборам, нешто малце помрднавме, подбутнавме да така се почнува да се збори на оваа тема, затоа што према оние прашања што ги добивавме од граѓаните, после емитувањето на тие видеоспотови, клипови, кај што се обраќа и дава подршка навистина многу познати личности од областа на музиката, спортот, медицината и другите области, добивавме прашања од граѓаните каде може да донираат органи, кога може да донираат органи и многу сија се други прашања. На тие прашања успеавме и одговоривме на луѓето, но не изненади големиот процент на неинформираност кај нашите сограѓани за тоа кога може, како може и кој може да дава орган. Она што беше исто специфично во текот на оваа кампања, меѓувреме ни се ува и други VIP личности кои што сакаа да подржат кампањата, тие ги снимија своите видеопораки, кои што ние како здружение ги прифативме и ќе се подготвува за вториот дел на програмата. Но она што е специфично во оваа првиот дел на оваа прва кампања е дека во текот на кампањата имавме состаноци и средби и со други невладини организации кои што работат на овој план. Така. И се договориме да во некои активности да одиме заедно, не разединети, затоа што интересот на сите тие организации кои што работат на планот на трансплантација на било кој орган е навистина заеднички. И мораме да сме сплотени заедно за да може да пред институциите во државата го избуткаме тоа што е потребно за тие пациенти да го имаат за нормален живот во оваа држава. Кои се тие здруженија, ако може да ги Па ние разговаравме со Здрава иднина. Добро. Разговаравме со Q20, кој што е специфично здружение. Тоа е здружение на пациенти со вродени срцеви мани. Така. Многу малку или воопшто не се слуша за нив. Значи, разговаравме со ново формирано здружение за болни на кои што им треба трансплантација на бубрези. Значи, тоа се специфични здруженија кои што работат на планот на потреби на органи, на органодарување и потребата за зголемување на свеста за трансплантации. И на тој состанок што имавме заеднички, се договориме да во текот на оваа година, кога ќе почне втори дел на кампањата, да заеднички инициираме измени и промени во Законот за трансплантација кои што се неопходни
за да се напредува оваа дејност, затоа што навистина она што беше специфично прашање од многу наши сограѓани, дали верата влијае на дарувањето на органи. Значи, ние јасно и гласно кажаме дека кога се носеше законот 2012 година, пред да се донесе, имаше седба со сите верски лидери во Република Македонија, од сите верски заедници, и сите тие ставија подпис дека се служуваат дека таков закон и треба на нашата држава. Така да не постојат никакви верски препреки или други препреки за да се донира орган. Основното е да сте здрав, да сте во здравствена кондиција и да вашиот орган во моментот на не дај Боже да притреба, да биде во состојба да може да биде трансплантиран. Така. Овој период од кога беше реализирана првата кампања, знам дека имате соработка со институциите, со клиниката за кардиологија, со Министерството за здравство. Има ли некои новини во меѓувреме што се случија по однос на соработката и по однос на сето она што вас треба да ви олесни во иднина? Па вака, ние минатата година поднесовме барање до Фондот за здравство за да ни се одобрат 3 здравствени пакети за да се подобри моменталната и постојано да се подобри здравствената состојба и животот на пациентите со вештачко срце. До сега двата пакета се одобрени, значи тоа е пакетот за преврски и пакетот за ИНР ленти и ИНР апарати. Во моментов се подготвува третиот пакет што е наистина многу важен за сите нас, а тоа е пакетот кој што опфаќа обезбедување на резервни батерии и резервна опрема за пациентите, кој што очекуваме негде април, мај најкасно да помине да биде подготвен од страна на Државна кардиохирургија. Доставен тој предлог до фондот да го помине, да министерот за здравство подпише и да се објави во службен весник. Значи, благодариме на Државна кардиохирургија затоа што прифати таа врска од фондот што ја доби, да ги подготви цените на пакетите. Благодарност и со фондот што не излезе во пресед, навистина. Со Министерството за здравство и со национален координатор за трансплантација оваа година планираме многу повеќе и подобри соработки и контакти и почесто да се слушаме и да се договараме. Затоа што према последните информации што дојдоа до мене е тоа дека програмот за трансплантација на органи во овој момент во Република Македонија е стопиран ради ковид ситуацијата во нашата држава. Навистина, тоа е во ред, дека пандемијата се, но ако знаеме дека во државите кои што се околу нас, Хрватска, Словенија и во ковид ситуацијата, зашто и тие не се поштедени од ковидот, тоа е пак пандемија, кај нив се вршат трансплантации на сите органи за кои што имаат они своји специјални тимови. Така, значи, во однос на ова законот што го споменавте претходно, дека може да одлучат, така беше, не знам дали се смени, тоа сакав да ве прашам. Дали се смени, бидејќи имаше најава дека ќе се разгледува и тоа донорот кој што одлучил да ги донира своите органи, да го има својот завршен збор, да не мора семејството потоа да одлучува. Што се случи со тој закон? Вака, значи ние таа иницијатива за промена на измени и дополнение на законот за трансплантација е планирана да почне иницијативата во текот на вторава фаза на кампањата. Значи таа втора фаза на кампања има 3 дела. Првиот дел е повторно објавување на видео спотови, видеоклипови со пораки и поддршки на... Така, тоа практично да потенцираме стартува од денес. Да, денес од денеска и ќе трае до 22 мај. Втор дел од кампањата е одење во 10 градови во нашата држава, каде што со кардиохирурзи, кардиолози, со интернисти, психијатри, ќе разговараме со матичните лекари во тие градови, со граѓаните, да отвориме темата, преку трибини да отвориме темата за органодарителство и потребата за трансплантација. И третиот дел на активностите тоа е се почетокот на иницијатива за отпочнување промени на законот за трансплантација, каде што иницијално тоа е основни се 3 работи. Првата работа што ќе ја бараме тоа на што вие го спомнавте сега, тоа е дека оние граѓани кои што сакаат да за време на живот дадат изјава дека сакаат да ги донираат органите, да таа нивна изјава
биде прифатена како последен тест, да не речеме сега тестамент, значи последна желба. Да се почитува. Да се почитува таа желба, а учеството на фамилијата да биде минимално тука во тој дел. Како тоа може да се регулира, тоа има неколку модели, но тоа ќе го разговараме и со Министерството и со национален координатор како тоа да се изрегулира, гледајќи ги законите на државите кои имаат голем процент на успешност во организирањето. Вториот дел ќе биде кога тоа е дека сакаме да сите пациенти кои што се со механичка потпора, со вештачко срце, и сите другите што се на позитивната листа, да имаат право во колку органот што се нуди не одговара или има проблеми било што, да го одбие органот за трансплантација. Во овој момент, во Законот за трансплантација воопшто никаде нема ни еден член кој што се спомнува правата на потенцијалниот примател. Значи, извинете, но ако вие треба да дојдете на трансплантација и легнете на маса, вие сте активен учесник во тој процес на трансплантација, а немате никакви права. Мислам, тоа ќе го бараме. И она што за нас исто важно е во законот, тоа е дека ќе бараме да се воведе донорската картичка. Тоа што ги имаат околните држави. Додека во дел на програмата за трансплантација која што е објавена во 14 јануари оваа година, тоа е програма за 2021, пишува обука, едукација на кадри за трансплантација на органи. Ние ќе бараме да се малце попрецизно објави, дека бараме и инсистираме да се обучи еден тим кој ќе врши операција и трансплантација на срце на пациенти со вештачко срце. Затоа што процедурата наша за трансплантација кај нас, прво треба најмалку 5 до 6 сата експлантација на пумпата, која што со тек на време се раснува во срцето, па потоа да се оди на трансплантација на срце. Во овој момент, према сите наши информации, ние се уште немаме таков кадар, едуциран кадар на кардиохирурзи што може да направат таа трансплантација на срце кај пациенти што имаат вештачко срце. Од каде би можел да дојде доктор за да го работи сето тоа од надворник? Па веднаш да ја кажам, тие трансплантации на пациенти со вештачко срце се прават најнормално и во Хрватска и во Словенија. И ние предлагаме да ако успееме да бациме во законот, да при трансплантација на срце на пациент со вештачко срце да мора да има странски експерт во моментот на операција, доека да се обучи нашиот кадар. Значи, тоа е нешто нормално да тоа се работи и се врши и во Хрватска и во Словенија. Зошто тие, веднаш едно прашање се поставува пред нас, зошто во Хрватска и Словенија не постојат вакви здруженија како кај нас? Затоа што во тие држави кога ќе се вгради пумпа кај пациент, тој не чека подолго 3 до 6 месеци за трансплантација на срце. И затоа немаат потреба такви здруженија. Кај нас, во последнава година, ние изгубивме 6. Најголемиот проблем е што нема донори, така? Нема. Затоа што... Сакате да кажете дека во Хрватска, во Словенија, во другиве наши соседни држави, подигната е свеста на повисоко ниво? Што веќе нели велите дека не се чека? Ако ви кажам дека ние в 2012 кога се носеше закон за трансплантација, се носеше и во Хрватска во исто време. Значи законите се скоро идентични. И ако за 10 години Хрватска од 12% дојде да биде лидер во Европа по органодарување, све благодарение на огромни и јаки кампањи на органите, институциите, на здравството, на сите заинтересирани, јасно е каде сме ние во овој момент сега со органодарувањето. Практично да кажеме дека сега да треба, така речено, да се изврши трансплантација еве на некој од вас, кои што имаат механичка потпора на срцето, нема стручно лице кое што може да го направи тоа, нели да демонтира пумпата за да може потоа да се пресади евентуално срце. Нашата кардиохируршка струка, кардиохирурзите покажа дека знаат и може да направат трансплантација. Да, меѓутоа во вакви случаи не. Во ваков специфичен случај во момент не. Тоа до сега не сме го кажале. Еве сега го кажуваме, пошто често пати се поставува треба да се размислува сериозно на ова прашање. Во програмата за едукација на тимовите, кој што националниот координатор ги има ставено за 2021, има едукација на кадри за трансплантација на плуќа, на јетра, на бубрези, органите кои што треба да се
ние ќе бараме состанок деновите со овие денови со национален координатор, да бараме да во тој дел на програмата, кај што вика едукација на кадри за трансплантација на органи, да се вметне едукација на кардиохирурзи кои што ќе бидат специјално обучени за трансплантација на срце кај пациенти со механичка циркулаторна потпора. Така, бидејќи тоа навистина е многу важно. Кога велите со националниот координатор, мислите на Маја Мојсовска? Да, на доктор Маја Мојсовска. Како ви се комуникациите со Маја во однос на тоа, бидејќи нели Министерството за здравство како одговорни и како институција која што е одговорна нели за сите овие проблеми, исто така води кампања. Околу кампањата сега, околу вториот дел, околу ова што сега денеска започнува, дали имавте некои комуникации, некои ради ковид ситуацијата. Значи, овие денови треба да имаме состанок со министерот за здравство за поразговараме, а веднаш после тоа ќе разговараме со доктор Маја Мојсова, пошто сепак министерот е тој кој што е одговорен за совкупното здравство на нашата држава и ќе мораме да и разговараме и со доктор Маја, да видиме каде е нашето место, вклучено како невладини организации во тој целосен програм за унапредување на органно дарувањето и трансплантациите во државата. Така. Во секој случај, навистина треба многу сериозно да се размисли, бидејќи, како што кажавте, веќе неколку од вашите членови, колку потенциравте, 5 или 6? 6. Веќе нели нормално се случи тоа што никој не посакува да се случи и се надеваме дека навистина сериозно ќе се свати за да се направат сите овие услови, нели, и да се надеваме дека пандемијата можеби нема да заврши многу скоро, меѓутоа дека ќе се стави под некаква контрола со сето ова што се презема од страна на вакцинирањето и кај нас и во соседството и во другите земји глобално, нели? Кога станува збор за почетокот на кампањата, еве кажав уште еднаш ќе потенцираме стартува од денес. Во првата кампања беа вклучени, како што кажавте, многу јавни личности. Освен она што го потенциравте дека ќе одите во другите градови и околу тие активности, што друго ќе биде дел од вториот дел од кампањата? Имаме... Дали мотото ќе биде исто? Да, мотото станува исто. Чисто дарувај орган, спаси живот, така? Да, затоа што ние кампањата која подготвуваме и концепиравме во два дела, значи во 2020 и 2021, затоа што често пати ние, кога ќе дадеме забелешка како здружение, дека кој чечат оваа недела или овој месец е кампања. Кампања не трае месец или недела. Кампања е долгорочна активност. Така. Значи, ние овие активности што правиме, што трае веќе скоро година дена ќе трае, сепак долгорочна активност, но во исто време ние како здружение продолжуваме со паралелните активности на здружението, а тоа е да го продлабочиме договорот и соработката со фондот, затоа што ни остануваат уште 2-3 работи кои што се многу битни за нормалниот живот на нашите пациенти. Пред се тоа е добивање на единствена шифра на пациентите, затоа што во овој момент 14-15 пациенти се со пумпа и ние имаме во моментов некаде една или две различни шифри. Сакаме да се добие една единствена шифра на механичка циркулаторна потпора, а не кардиомиопатија, не знам, оно, затоа што тоа веќе не е исто. И она што исто ќе обараме, тоа е дека ние се уште мораме да кажеме дека притискаме и бараме да одредени лекарства се стават на позитивната листа на лекови во Република Македонија, затоа што ние се уште ги купуваме од свој джеб. А зошто не се досега ставени? Нашето барање е доставено уште лани во февруари во Министерството за здравство. Сметаат дека не треба тие лекови кои што сега нови разговор ќе имаме животот така. Нов разговор ќе видиме што ќе се изговориме со министерот. Значи дури некои лекови ние од надвор не ги праќаат нашите луѓе, што ги нема овде. Така, не можете ни да ги најдете, Не можеме да најдеме затоа што тоа се сепак странски лекови. Ние разговаравме со директорката на фирмата што ги има тие лекови. Често пати мора да кажеме дека ни представништвото не е виновно, затоа што може фирмата, која што се големи концерни, да каже македонскиот пазар е мал, мене не ме интересираат тие 200, 300 или 500 кутии годишно, но тие 200, 300 или 500 кутии годишно за нас живот значат. Така. И затоа
ќе бидеме упорни и ќе преговараме со Министерството и со фондот да тие лекови бидат на позитивна листа на лекови, да добиеме една единствена шифра, за да можеме да еднаш влеземе во тој нормален канал во здравството, во нивниот систем на евиденција на пациенти. Така. Ве прашав, не ми кажавте дали ќе бидат повторно вклучени јавни личности како во првиот дел или ова ќе биде само? Да? Да, овој пат имаме наистина доста јавни личности и од сите бранши во нашата земја. Дури следе во првиот дел од кампањата, можеби сите не ги споминавме, меѓутоа имаше многу, како да кажам, отпосле многу видео пораки од некои личности кои што можеби јас не ги слушнав кога вие кажувавте дека кој ќе биде вклучен. Негде се околу 12 видеа следни и во секој видео има по 4 гости. Така. Имаме одредени наши гости се сложија да дадат видео порака, но не сакаат да бидат на телевизија, туку нивните видео пораки во целост ги објавуваме на Facebook страната на Сдруженијето. Да, тоа забележав. Затоа што мораме да испочитуваме желбата на тој што дава видео пораката. Кога некој човек ќе извинете, не ме ставајте на телевизија, сакам само на Facebook. Значи ние веднаш ги објавуваме на Facebook и на Instagram тие нивни објави и овој пат ќе имаме доста, не сакам да кажам кои, сега, доста атрактивни и доста познати личности. Од која сфера само може да не? Од сите сфери, така? И здравство, и спорт, култура, музика, комплетно. Значи, тоа што ние го направивме првиот дел и кога покажувавме на потенцијалните наши гости, тие беа одушевени од тој дел и без многу збор прифатија да дадат своји изјави, видео изјави кои што ќе бидат користени сега во вториот дел на кампањата. Кажавте дека исто и нели дел од кампањата ќе бидат оние посети трибини, предпоставам, во однос на нели на сето на што треба да се информира што би значило тоа да се донира орган. Дали практично во сите градови низ државата ќе се или имате само одредено неколку, ќе се фокусирате на неколку? Ќе се фокусираме по големите градови. Така. Кои ќе бидат тие? Во договор се уште немаме точно потврдено, затоа што во договор со Сдруженијето на приватните лекари на Република Македонија се договоривме да и они бидат со нас на тие состаноци, на тие трибини, затоа што да речеме, ако одиме во Струмица, тоа ќе бидат поканети лекарите од Гевгелија, Валандо, околни. Така, ќе одиме по големите градови и ќе ги собереме од помалите места, што навистина да одите се во некое помало место со 20-30, не подценувајќи никого. Сепак масата е во поголемите здравствени центри. Таму ќе се одржат тие трибини, каде што ќе бидат поканети матичните лекари, кардиолозите, ќе бидат поканети граѓанството преку позиви, флаери, и да едноставно почнеме да отвориме таа тема. Она што прошло пат кога разговаравме, тоа е дека 1945 година е почната со акции, организирани акции за кардиорување. После толку години, 75 и нешто повеќе години, ние немаме проблем со крв за хируршки операции во Македонија. Или ако има потреба, веднаш се обдава оглас и се собираат луѓето. Кога ние ќе збориме за органодарувањето најмалку 10 години, ама активно да збориме и активно сите да се вложиме во тој дел, и ние ќе разбориме дека нема да имаме проблеми со органодарување. Даниел ми спомена преска кога зборувавме за нашите соседи дека таму немаат здруженија. Што значи дека потполно се грижи Министерството за здравство и сите оние институции за нив, некако се регистрирани кај нив. Не, тие се регистрирани како здруженија на пациенти со тие се регистрирани како здруженија на пациенти што имаат трансплантирани органи. И веднаш после трансплантирањето државата во целост ги поддржува, ги покрива во тој дел. Говорам за оние кои што на пример како вас чекаат. Тие се исто обезбедени. Покровителство на министерствата, претпоставам, оние одговорни што се. Има една работа зошто сме ние се уште колку сме ние назад во однос на нив? Зошто мора да здруженија да има? Зошто сме ние далеко од сите нив? Зошто сме чудо? Првото вградување на пумпа во Македонија е 2018 година. Така. Значи, не цели 2 години како се вградени првите пумпи во Македонија.
И ние затоа и немаме единствена шифра, зашто што уште не сваќаат или не е влезено во свеста дека постојат такви пациенти во државата. Да, точно така и вие кога дојдовте прв пат, и јас тогаш прв пат слушнав. Оној момент кога ние ќе добиеме единствена шифра, да речеме механичка потпора, и тоа ќе влезе во шифрарникот на болести кај матичните лекари, сите работи многу полесно и побрзо може да се средат. Да, меѓутоа кога ќе биде тоа? Прашањето. Ќе се бориме оваа година да го завршиме тоа. Не, сакам да кажам, не треба вие да толку да се ангажирате колку што треба нашиот систем да функционира така како што функционираат другите системи. Да не мора вие да ги, како да кажам, да ги молите на некој начин да се грижат за вас, туку тоа им е како обврска, бидејќи сите ние сме граѓани на оваа држава и треба да ги третираат сите исто. Тоа е точно, се дека вас не ве заболи, вие нема да викате оф. Така. Да, меѓутоа тоа не е во ред, така речено. Затоа и еве секогаш потенцираме и разговараме да некако да сите граѓани бидат информирани што се случува, а како не треба да биде. Јас се надевам дека навистина институциите веќе навистина ќе имаат голем слух за вас, да ги решат сите овие прашања кои што вие постојано им ги барате на некој начин, за да можете, нели, кога ќе веќе има донори, да можете сите да си добиете едно срце за да имате нормален живот. За кој што навистина многу значи за вас. Има една работа, тоа сите ние Сдруженијето го кажуваме. Оној момент кога нашиот народ, нашите сограѓани ќе сватат дека со една обична трансплантација на срце, да, кај мене или кај било кој член на Сдруженијето, тој ќе влезе во поднаводници нормалните, не поднаводници, стварно во нормалните луѓе. И дека во секој момент секој од нас може да дојде на наше место, така е. Тогаш можеме да разговараме многу отворено. Да. Се дека не сватиме дека секој може да биде на секое место, ќе имаме отпори, прашања и што све не. Така да ние мораме да продолжиме натака да се бориме за тоа, да дојдеме до тоа ниво дека нема потреба некому да докажуваме кои сме, што сме и какви сме, за да ги добиеме основните права во делот на здравствената заштита во нашата држава. Така. Да се надеваме дека веќе конечно ќе почне нештата да се менуваат, не само што се вели за ова, туку и за многу други работи кои што навистина се проблем во здравствениот систем. Кажавме ќе трае до 22 мај. Да. Се надевам дека ќе имаат можност преку оние видеа кои што ќе ни ги доставите, нели, кои што ќе течат преку на нашата програма да ги гледаат граѓаните, некако да се информираат и некако сето тоа да делува да се подигне свеста на поголемо ниво. Што се другите ваши активности кои што се планираат до крајот на оваа година? Практично сме на почетокот веќе. Да, оно што најавме, значи продолжуваме со соработка и барање на состаноци, договарање на активности со фондот, со министерството, со националниот координатор, со државна кардиохирургија и со клиника Жан Митрев, со сите оние за кои што сме ние нераскинливо врзани во нашиот секојдневен живот. Сакаме да почнеме да разговараме во делот на со учениците од 7 до 9 одделение и средношколците, да разговараме за трансплантацијата, за органодарување прво, дека тоа не е баук и не е ништо лошо. И она што сакаме тоа е да видиме каква е можноста да оваа година во Македонија дојдеме до процентот барем 5 до 7 трансплантации на срце оваа година во нашата држава. Што би било фантастичен успех, затоа што ние, мора да кажеме, се направи лани првата трансплантација на срце и ние со оберучки, мислам, сите прифативме, но застанавме. Тука застанавме. И мислам дека е време да се вратиме во некој нормален колосек во животот и во оваа дејност, да почнеме да разговараме и да почнеме да правиме трансплантации на срце. Затоа што ковидот е тука, но нашиот живот отчукува секојдневно и нас ковидот исто може да не собере, кој што собира многу луѓе, но свесни сме дека нашиот живот зависи од многу фактори, а особено од добрата волја и хуманоста на нашите граѓани за оваа работа. Така.
Само вака како тука сме никаде при крајот од разговорот, не би сакала премногу да ве задржувам. Колку членови сте сега во вашето здружение кои што чекаат Па вака ние сме се трансплантација? уште 14, затоа што меѓу овие што почина лесна земја, што викаме ние. Так. Но меѓувреме се вградија нови пумпи. Значи појавата на нови пациенти на кои што им требаат пумпи и на потенцијални нови приматели на пумпи. Сакате да кажете дека 5 на нови имате веќе? Да. На која возраст сте? Тие се од 30 години до 63 години возраст. Значи, кардиомиопатијата како диагноза, тоа посебно малигната, во терцијната фаза, е се позастапена во диагнозите кај нас и се повеќе луѓе доаѓаат до ситуација да им треба пумпата. Значи, она што е важно, ние рекоме дека пред шесторица не починаа во Так. 2020, но шесторица добија пумпа. Значи, бројката се движи тука, ако Тоа ние навистина е тоа е голема она што е бројка. загрижувачки за нас, Да. дека се поголем и поголем број имаме на пациенти што им треба пумпа. Да не заборавиме една работа, во она наша борба кој здружение, дека на листата, националната листа за чекање на трансплантација на срце, има пациенти што не можат да добијат пумпа ради XX причини. Значи и тие се засегнати со овој проблем на органодарување и трансплантација на органи. И кога се збори за се, значи треба сите тие пациенти што се на националната листа да ги уживаат сите права што Законот за здравство треба да им ги овозможи. Така. Значи, кажавте 15? 15. Маја е се уште најмладиот? Маја беше или Дарко? Дарко е најмладиот. Дарко е најмладиот? Да, па тоа е Ангела, па Маја. Маја има биват со 2 пумпи, Дарко со 2 пумпи, другите сме сите со по една пумпа. Тоа 2 пумпи значи уште по тешка состојба? Ризична и критична состојба. Значи така. Значи тие би биле практично првите на кои што треба нели да Што похитно државата Так. се ги реши нивните проблеми, толку ќе биде подобро. Значи, тоа се пациенти кои што живеат со 2 пумпи. Нивниот живот е, ако мене ми е тешко, нивни ми е дупло уште потешко. потешко, така. Беа тука гости Да. и разговаравме на вистина. Само уште како за крај, што се ви е потребно на месечно ниво, колку лекарства и колку финансии за да нели практично се одржувате на едно, како да кажам, на еден начин на живот поинаков од другите? Па вака, ние, грото наши пациенти се пензионери. Инвалидски пензионери, нормално, ради нашата ситуација. Има една работа, значи, од тоа што ние на 7 или 10 дена одиме на контрола и преврска, па биохемиски лаборатории, па лекарства, па други контроли, во просек доаѓа негде околу, реално кажано, доаѓа околу 300 евра во просек потребни трошоци на еден пациент за нормален живот. Тоа е на месечно ниво. Да, на месечно. Тоа се многу средства. Математиката така вика. Зашто само Ова навистина една треба да ги кутија загрижи, на да. ентресто, за кој што ние притискаме упорно, Так. од најмалата доза, а имаме 3 дози на тој лек ентресто, најмалата доза од 28 таблети е 70 евра во денарска противредност во Македонија. Средната доза е 120 евра, а најголемата не ја знам, пошто уште не сме дошли до таму. Така. И сега рачунете дека од најмалата доза треба 2 кутии месечно, од средната доза 1 кутија месечно, па множите сега преврските кои што иако се објавени во службен вестник дека ќе има преврски, се уште не е почнато со преврските на државен трошок. Така да ние навистина просекот е 300, негде фачи повеќе, негде помалку, али просечно е 300 евра по пациент за основни потреби за нормален живот во медицинските услуги. Овие нови 6 ваши членови вградија пумпа повторно во Жан Митрев? Да, во Жан. Дали само тие таму практично се тие обучени Не, за таа работа? обучени се и во Жан, обуката е и во Државна академија хирургија, и во Жан Митрев и во Систина. Така. Но грото на пациенти се одлучуваат таму, и бираат да се вгради пумпата колку во Жан. тоа чини? Па према последните податоци едната пумпа, Елват еден кој што јас имам е негде околу 150-160 евра. 150.000 евра операцијата со вградување на пумпа. Бивадот е негде над 200.000 евра. И сега има едно просто прашање. Тоа се многу пари.
Тоа е друго прашање, ама има една друго просто прашање. Ако нашето здравство ни овозможи да ни се вградат тие пумпи, да ни се даде втората шанса за живот, Така. воопшто не е регулирано, или сега бркаме да се регулира постоперативниот живот, нормален живот, затоа што они мислат, вградија пумпи и заврши работа. Не. Тие пациенти треба после вградување на пумпата дојдат дома и да живеат. Така. Значи, пумпата не е само пумпа. Како што кажавте, треба постојано да се оди таму, да се преврзе, да се огромни активности. Да, и сме говореле за тоа, Да. практично навистина многу ви е тешко секојдневието и баш поради тоа еве уште еднаш ќе апелираме до нашите гледачи, значи со овој втор дел на кампањата на Сдруженијето на Националното сдружение Храбро срце, значи донирај орган, спаси живот. Се обидуваме некако да делуваме на сите вас да донирате орган, да бидете хумани, да спасите нечiji живот, бидејќи навистина некому тоа многу му значи. Му значи заради тоа што само тие можат да знаат како им е ним и колку секојдневно се во исчекување да се случи тоа, да можат и тие нормално да функционираат како и сите нас, како што кажа и Даниел. Никој не може да разбере нели се додека не го снајде нешто толку лошо. Даниел, јас ти благодарам за денес. Посакувам и овој втор дел од кампањата некако да уште повеќе има удел во подигање на свеста кај сите наши граѓани и некако да се доближиме барем до нашите соседи. Ако не можеме да ги стигнеме, барем да се доближиме. И нешто што најмногу посакувам, тоа е Министерството за здравство и овие институции за кои што говориме. Навистина треба некако да се свестат за вас, кои што сте од Сдруженијето и кои што го чекате се тоа, да ви ги олеснат сите оние дополнителни трошоци и работи кои што ги имате. Благодарам уште еднаш на поканата. Морам да кажам дека ќе продолжиме со таа наша активност, наше залагање, да не кажам борба, пошто не сме у борба, со никого не се бориме, туку залагањата да сите релевантни здравствени институции и организации, сите излезат да опресат и да почнат, да навистина почнат на крај да размислуваат за нас и нашите потреби. Така. Ти благодарам уште еднаш и ви посакувам успех во вториот дел од кампањата. Фала. Почитувани гледачи, толку за денес во ова издание на Ваш термин. Се надевам дека сето ова што го говоревме и што го пласиравме како информација во однос на донирањето органи ќе влијае на подигање на вашата свест и ќе одлучите нели да бидете донор на орган за да спасите нечи живот. Ви благодарам на вниманието. Вие останете понатаму со нашата програма. Грижете се за вашето здравје, имајте добро здравје и се разбира, чувајте се и слушајте ги препораките од Министерството за здравство.